Добар ден! Ви посакува СИ Радио Скопје. Денес сите ние заедно ќе отпатуваме многу далеку, околу 15.000 километри. Но каде? Најмалиот континент, но најголемото острово на светот, во Австралија. Австралија беше и е сон на секој патник од целиот свет. Некогашната тера инкогнита или непозната земја во 16 век добива свое место на мапата на светот како досегашното непознато јужно копно. Во периодот од 16, 17 век, 18 век, голем број морепловци пловеле до бреговите на ова копно, не знаејќи всушност за што станува збор. Дури во 1770 година, познатиот адмирал Џејмс Кук стапнал до источниот брег и мистеријата за вековитото постоење конечно била разрешена. Но капетанот Метју Фелингс е првиот кој во 19 век за ова копно помеѓу 4 морини и 2 океани го употребил називот Австралија. Овој континент има површина од 7.686.000 километри квадратни. Прекрасната небесно сина морска вода и белиот песок се само мал дел од богатата природа на овој континент. Едно од најзначајните историски места во Австралија е токму Ботани Беј. Во 1770 година до овој залив пловер адмиралот Џејмс Кук. Тој се наоѓа околу 10 километри од Сиднејското пристаниште. Од овде започнува се. Џејмс Кук дошол овде на тајна задача. Во 1778 година првиот број со 1000 патника испловил од Англија со правец кон Австралија. Најголемиот број од патниците на бродот биле затвореници, но имало и офицери и слободни граѓани. Иако по пристигнувањето сите биле воодушевени од убавините на овој континент, абориџините не ги пречекале пријателски. Но сепак, условите за живот во тој период воопшто не биле добри и навистина требало време да се организира животот во Австралија. Австралија е земја на контрасти. Огромни луксузни градови со огромни облакодери, кои се наоѓаат во близина на напуштени чисти плажи, бистра вода, чисти езери и голема дивина. Во Австралија може да уживате во прекрасните метрополи, но исто така и да бидете авантуристи, да заминете на авантуристичка турнеја меѓу незините природни убавини. Главниот град на Австралија е Канбера, со население од 350.000 луѓе. Бидејќи едни од најголемите градови во државата, а тоа се Сиднеј и Мелбурн, не можеле да се договорат кој од нив да биде главен град, изборот паднал
врз помалата Канбера. Таа се наоѓа на половина пат помеѓу Сиднеј и помеѓу Мелбурн. Во Австралија се наоѓа најголемото пасиште ранч во светот. Површината на овој ранч е колку цела Белгија. Нам ни е познат големиот корален гребен. Големиот корален гребен всушност се наоѓа во Австралија и е тој најдолг во светот. Таму има едно поштенско сандаче. И на овој начин илјадници туристи праќаат писма или разгледници од ова прекрасно место. Најчистиот воздух во светот е всушност во Австралија, поточно во Тасманија. Тасманија е една од државите во австралискиот континент. Плажата Хиамс пак е запишана во Гинисовата книга со рекорди, бидејќи го има најбелиот песок во светот. Но, иако овде се наоѓа најчистиот воздух, на австралиското копно се наоѓа и најсувото езеро во светот, а тоа е езерото Ејер. Поголемиот дел во годината во ова езеро нема вода. Тоа е покриено со сол, со кора од сол, која може да достигне дебелина дури повеќе од 4 метри. Овде се наоѓа и најголемиот песочен остров во светот и се вика Фрейзер, а неговата должина е 120 километри. Но исто така се наоѓа и најстарата карпа на земјата, а тоа е Вејв Рок, која датира од пред милиони години, а составот е речиси целосно од гранит. Австралија изобилува со прекрасни плажи. Тие се среќаваат речиси на секој 1000 метри и повеќето од австралиските градови се наоѓаат во близина на океаните или во близината на плажите. Ние денес ќе заминиме во Сиднеј, односно во најстариот град во Австралија. Сиднеј е главниот град на Нов Јужен Велс и е дом на речиси 4 милиони жители. Иако не е главен град на Австралија, кога ќе ја споменеме оваа земја, најправин не асоцира на Сиднеј, на сиднејските облакодери, Сиднејската опера и Сиднејскиот мост. Познатата Сиднејска опера има лик како на една интересна и необична скулптура. Започнале да ја градат во 1959 година, а е завршена дури во 1973 година по цена од 102 милиарди долари. Тоа е 15 пати повеќе од планираното. По брегот на Сиднеј се наоѓаат прекрасни населби со преубави вили на мокните австралијанци. Операта во Сиднеј е дефинитивно една од најголемите атракции. Таа е всушност најубавата зграда на 20 век, со одлична акустика и околу 1000 простории, а покривот на Сиднејската опера тежи повеќе од 161.000 тона. Сиднејскиот мост, односно Сиднеј Харбор Бридж.
е најголемиот челичен мост во форма на лак во светот, а додека највисоката зграда во јужната хемисфера е токму телевизиската кула во Сиднеј. Како што напоменавме на почетокот, голем ривал на овој град е градот Мелбурн. Жителите на овој град го критикуваат Сиднеј дека е град без душа и само со надворешен, но не и внатрешен сјај. Но верувајте, тоа навистина не е точно. Сиднеј денес е дефинитивно најубавата адреса на која што пристигнуваат и сакаат да живеат луѓе од целиот свет. Тоа е навистина символ на Пацификот. На Сиднејското пристаниште може да запловат дури 1000 бродови во исто време со најголема сигурност. Но, исто така, кога ќе пристигнете или кога ќе сакате заминете од пристаништето, ќе ги забележите големиот број на аниматори, кои своите точки и анимации ги изведуваат пред се со љубов, но и голема вештина и се многу популарни. Тие жонглираат, играат и пеат. Во непосредна близина во Сиднеј има катедрала, а таму се наоѓа и познатиот Хајд парк. Во Хајд парк, во непосредна близина на катедралата во Сиднеј, се наоѓа познатиот Хајд парк. Во средиштето на Хајд парк има една голема кружна фонтана со статуи од класичната митологија. Катедралата Света Марија е најубавата и најстарата катедрала во Сиднеј, која датира од втората половина на 19 век. Од оваа катедрала започнува улицата Меквајер, на која се наоѓаат многу државни институции, како старата ковница на пари, Државната библиотека, Националната галерија и Државниот парламент. Како секоја метропола, така и Сиднеј има голем трговски и работен центар, а тоа е Сити. Сити се наоѓа во строгиот центар на градот. Овде е најголемата гужва, полне со продавници, со кафулиња, шопинг молови и ресторани. Пацификот има богат подводен морски свет и правокласна риба. Во Сиднеј има голем рибен маркет со огромен избор на риба и морски плодови. Многу често кога се спомене Австралија, се поврзува со австралискиот символ, а тоа се кенгурите. Но и коалите, и пајаците, и богатиот животински свет. Но дефинитивно од нив најпознати се кенгурите. Денес ендемски, но загрозен вид на животно кое е заштитено со закон. Џејмс Кук сакал да дознае повеќе за нив од аборичините, но аборичините велеле кенгуру. Во превод не разбирам, но сепак овој збор е прифатен за име, назив на овие прекрасни животни. Но ние навистина не можеме а да не ги споменеме малите симпатични питоми коали, кои наликуваат на плишени меченца, за кои велат дека спијат дури повеќе од 20 часа. Овие поспани животни, овие спанковци, за жал, се исто така загрозени, па се заштитени со закон.
Навистина е штета што од нас овде до овој прекрасен континент не делат дури 15.000 километри. Но еве, ние денес со нашите мисли и нашата имагинација запловивме и заминавме на едно кратко патување токму во Австралија. Австралија е прекрасна и изобилува со толку многу природни убави, за кои навистина е многу малку само една емисија. Јас вам ви благодарам за вниманието, па да завршиме со една мисла. Ние патуваме за на миг да побегнеме од реалниот живот. Ние патуваме за да животот не побегне од нашето срце и нашата душа. Па до следното патување. Патуваме со Еси Нелис Радио.